трета годишна конференција ја промовира македонската кауза. На линија е уредникот на Гласот на Америка на македонски Ведран Андоновски. Ведран, како тече лобирањето? Македонци од сите континенти и пријатели на Македонија во хотелот Мариот во непосредна близина на Белата куќа дебатираат за напредокот на Македонија во изминатите 20 години од самостојност. Меѓу говорниците бројни американски представници како Томас Кантримен од Стейт Департментот и поранешниот конгресмен Ерл Померој. Вчера омада лобираше буквално од канцеларија до канцеларија во Конгресот и ги награди сенаторите Џон Маккейн, Франк Латенберг и Џозеф Либерман. Билјана? Сенаторот Маккейн во изјавата по наградувањето порача дека ќе продолжи да ја поддржува Македонија. Да, во кусото интервју за Гласот на Америка тој ги опиша македонско-американските односи како добри, а рече дека биле одлични во времето кога поранешниот председател Буш проявил личен интерес за земјата. Тој ги пофали македонските војници за учеството во Афганистан. We are grateful for the fact that Macedonian Благодарни сме заради фактот што македонската армија ни помага во Афганистан и благодарни сме на македонскиот народ за пожртвуваноста на младите војници. Сметам дека односите меѓу обете земји ќе останат добри, па дури ќе се подобрат. Маккейн е оптимист за спорот околу името. I hope that this issue can be resolved. Се надевам дека прашањето може да се реши. Грција во моментов се справува со огромни предизвици и сметам дека во таква ситуација добрите односи со Македонија веројатно само ќе бидат од нивен интерес. Вечерва на конференцијата омада ја промовираа македонската култура, а утре ќе ги награди поранешниот амбасадор Кристофер Хил и иконичната фигура на диаспората Џорџ Атанасовски. Билјана? Благодарам, тоа беше Ведран Андоновски од Гласот на Америка на македонски.